Законот за игри на среќа да биде ставен во програмата на секоја политичка партија, бараат од Сдруженијето Антикоцкање. Пред распуштањето на парламентот законските измени беа на комисиска расправа и се очекуваше да бидат изгласани по скратена постапка. Во движењето порачуваат после изборите да не се чека повеќе и да не се одолговлекува намерно донесувањето на законот. Сега е време пред избори и се тактизира многу. Немаше кворум, тој кворум не го направија пратени, односно членовите на Комисијата за финансирање и буџет од СДСМ и од ВМРО, така што ние сме стварно зачудени како може све да помине овој закон што фактички овие објекти што се рак на народот не помина. Процедурата е кочат бизнис интересите на државата и поединци, а не се проблем работените во обложувалниците и казината, кои реагираа дека ќе останат без работа, смета Абдију. Позагрижувачки е вели што станавме држава на коцкари. Ако се направи пропорција на невработени или вработени со минимална плата, тогаш е стварно ова несфатливост за да не се донесе овој закон. Ние сакаме тие милиони евра што се трошат по кладилници и по обложувалници да останат во џепот на народот. Ако после изборите законот не биде приоритет на новата влада, во движењето најавуваат големи протести и блокади на патишта.